Драги пријатели, јас сум Горан Димитриевски, главен уредник на порталот Чаршија Таймс. Започнуваме нов проект, Горан Димитриевски подкаст. Во оваа епизода следува разговор со професор Билјана Ванковска за низиното сведоштво пред Газа трибуналот и теми поврзани со Блискиот исток. Останете со нас. Денес разговараме на тема која не е само геополитичко прашање, туку е и прашање на човечност, правда и историска одговорност. Моја чест е што денес гостин во ова издание интелектуалец кој доследно зборува за теми што многумина ги избегнуваат. Професорке, ви благодарам за можноста да поразговараме и да бидете мој прв гост. Јас вам ви благодарам затоа што навистина ова е тема на која понекогаш и кога зборувам и кога пишувам се чувствувам прилично осамена, затоа што не чувствувам дека кај остатокот од медиумскиот, особено свет, постои интерес за она што се случува во Газа особено. Така што, еве, ова е една ретка, меѓутоа многу вредна можност да заедно проговориме околу прашање како што вие убаво го дефиниравте. Не е апстрактно, не е прашање на некаква меѓународна правда, промена на меѓународен поредок, геополитичка тема и слично. За мене, јас се сложувам исто како што и вие кажавте, е ова прашање на човечноста. Дали човечноста во 21. век ќе преживее, ќе обстане ли цивилизацијата, затоа што низиното прашање се решава туку во Газа? Така. Вие неодамна се вративте од Истанбул. Бевте на сесија за Газа трибуналот. Може ли да ни објасните како дојдовте до тој момент да бидете представник од Македонија во Истанбул и зашто всушност се зборуваше таму, кои беа главните точки, цели на тој Газа трибунал? Трибуналот за Газа, всушност, неговото второ име би бил народен или повеќе морален суд, нешто налик на оној што во времето на Виетнамската војна го формираат Расел и Сартер. По таа логика, еден практично нивен, како би рекла, човек кој во тоа време бил активен, Ричард Фолк, професорот од Принстон, кој набргу ќе наполни 95 години, човек кој целиот свој живот го има поминато борејќи се за онеправданите, за меѓународната правда, против сите злосторства против човечноста и особено за Газа. Тој е иницијаторот на овој народен трибунал. Значи, тој нема правна сила. Веднаш да објасниме на оние што не следат. Меѓународно правната сцена ја држат два главни судски органи. Едниот е Меѓународниот суд на правдата, кој е при Обединетите нации, како негов орган, согласно повелбата, и пред него одговараат, односно се решаваат спорови меѓу држави и држава може да се појави, значи, како страна во тој случај, во разни случаи. Ние го знаеме само во врска со оној наш спор во врска со името, со времената спогодба со Грција. Додека другиот суд, формиран по 2001 година и ратификацијата на Римскиот статут, е формиран и уште еден траен меѓународен кривичен суд, на кој токму постои можност да поединци бидат посочени како осомничени, обвинети и да бидат казнети за злосторства против човечноста. И тука посебно место во Римскиот статут го има и, ние го викаме злосторството над злосторствата, геноцидот, како нешто што е далеко ги надминува ужасите на било кој друг вид на воено злосторство или злосторство против човечноста.
Тие два суда, да биде иронијата поголема, се веќе активирани и што за нас по настаните од 7 октомври 23 година беше големо изненадување. Дека меѓународниот судски поредок функционира. Благодарение на Јужна Африка, која собра интегритет, доблест, повикувајќи се дури на моралното наследство на Нелсон Мендела, кој остана запомнет по онаа теза дека ние во Јужна Африка нема никогаш да бидеме слободни и вистински луѓе, доколку нашите браќа во Газа, односно во Палестина, не бидат исто така слободни, правејќи паралела на две апартхеид тип на држави, од кои тие се ослободија. Значи, Јужна Африка, следејќи неговата морално наследство и она што го остави зад себе, го покрена случајот заедно со група држави кои се придружија на тој процес. На двете инстанции постојат тековни случаи. И тогаш некој ќе праша, а добро, што им текна сега на овие како граѓанско општество, како цивилно општество, глобално цивилно општество, сега да формираат морален суд. И сега накусо само како една мала предисторија, значи злосторствата почнуваат веднаш по настаните од 7 октомври, веќе денови се во прашање кога почнува жестокиот одговор на израелската влада и не само одговор воен, туку дури и политички изјави кои зборуваат за палестинците дека се тоа не луѓе, тоа се суштества кои не треба да постојат на лицето на земјата и дека тие ќе одат до крај да ги елиминираат. Значи, излегуваат со она што во правото се вика намера, особено во делото геноцид. Кај геноцидот треба да постои намера да елиминирате, да екстерминирате, да едноставно не постои една цела група која може да биде дефинирана етнички, расно, јазички, значи по било која основа, меѓутоа идејата е нејзина целосна елиминација. И сега нештата тргна, веќе стануваше евидентно што ќе се случува и тука веројатно е важно да кажеме, бидејќи често паѓаме во замката на знаете, кој датум почна таа војна или тој геноцид или било што. Не, овде станува збор за еден континуиран процес на кој се подложени палестинците уште од крајот на 19 век, кога се раѓа ционизмот и воопшто идејата дека треба една посебна еврејска држава да се формира на територија на која веќе живеат луѓе кои немаат друга алтернативна татковина. И знаеме како следуваше Втората светска војна, европејците решаваат, ние имаме место за таа држава и за овие луѓе кои страдаа во Холокаустот, ајде да ги преместиме таму. Не баре тоа месечината на која нема живи суштества, па една територија која еве овие луѓе ќе имаат можност да си ја сметаат за своја татковина. И тука тоа го прават поврзано, значи не случајно, тоа е тука поврзано и со уверувањата, верските уверувања, Талмудот, религиска божја врска со оваа територија која наводно од Бога им е дадена на израелците кои биле протеран народ, па сега ете конечно се враќаат. Поентата ми беше да не забегам многу во историјата, дека она што сега му се случува на палестинскиот народ е само кулминацијата. Ова е најгрдото нешто што
веројатно мнозина од нас, колку и да биле песимистични или реалистични, или како и да го кажам, не можеа да замислат дека ќе се случи ова што сега се случува. И тоа трае, значи долго време. За среќа луѓе како професорот Ричард Фолк и една друга, значи тој не е сам, се разбира, една група на брилијантни меѓународни правници пред себе рекла, меѓутоа и луѓе од интелектуалната сфера, од разни области кои се занимаваат со медицина, ако сакате, од лекари до писатели, до секој оној што на свој начин почнува да ја чувствува оваа трагедија како човечка трагедија, а не трагедија на еден тамо далечен некој народ за кој не ни е грижа. Тие почнуваат да се организираат и веќе во пролетта 24 година се одржува првата средба во Лондон на една помала група на интелектуалци кои разговара што понатаму, како да действуваме, како ние како морална совест на човештвото да го потребиме својот интелектуален и друг потенцијал за да мобилизираме отпор. Затоа што не можеме да им оставиме на државите да го решаваат ова, затоа што токму тие држави кои ја имаат и најголемата моќ да го прекинат геноцидот, се негови соучесници. Од таа средба во 24 година произлегува уште една, која пролетта оваа година се оформува во вид на една конференција во Сараево, и излегува со така наречената Сараевска декларација, во која всушност се поставуваат параметрите низ кои се гледа ова што се случува во Газа, нормално низ призма на меѓународното право, меѓународниот морал, етика и можноста на цивилното општество да действува. Од тука почнува всушност подготовката за ова што сега го одржавме пред неколку дена, значи од 23 до 26 октомври во Истанбул, каде што требаше тоа да се заокружи овој процес во вид на финална сесија на Трибуналот за Газа. Што подразбираше тоа? На база на целиот претходен период, не само на зборување и мобилизирање и ајде да правиме нешто, туку на конкретно собирање докази, снимање на интервјуа, на собирање материјални докази, статистики, бројки и така натаму, значи се што и инаку би се употребило пред правен суд, овој морален суд се обидува да чекори по трагите што ги остава меѓународното право, да ги почитува во максимална форма, свесен дека нема да може да донесе пресуда во правна смисла. Меѓутоа, идејата е ајде да се собере се што постои, прво и основно да не се уништи, да не биде затрупано заедно со урнатините на Газа, да остане како опомена за светот, да не се дозволи манипулација и превртување на вистината, па жртвите да станат сторители, како што обично бидува, дека се тие зверови, а другите се со самоодбрана. Значи, цела низа на цели и причини прави овие луѓе да собираат богат материјал кој беше презентиран токму сега во Истанбул. Сега финалето на ова средба беше покрај јавната презентација која одеше со стриминг сите денови. Значи една програма која почнуваше од наутро од 9 часот, завршуваше навечер близу 18 часот со мали паузи за одмор, и се уште постои на веб страницата на Gaza
трибунал, ако се прогугла, лесно ќе се најде, ќе го најдете тој материјал, дури и целиот тек на снимањето на сесиите, онака како што програмата ги предвидуваше. Ете, јас ја имав честа и одговорноста да бидам не представничка на Македонија. Некои наши сограѓани на кои ме драго дека има наш човек таму, на некој начин дури тоа го доживеа како сатисфакција дека ете Македонија се вклучува во нешто. Се тоа голема чест, професор. Посебно заради гласањето во ООН, каде знаеме како гласаше Македонија. Вие некако го обеливте образот, искрен да бидам. Значи, мислам меѓутоа, видете, работата е во тоа што мене ми е, и не сакам да бидам погрешно сватена, значи колку што мене лично ми значеше поканата на еден великан. За мене лично Ричард Фолк е великан. Човек на свој 95 години кој едва и стои на нозе, меѓутоа неговиот ум работи, неговата совест работи. Тој дури и поезија за Газа пишува, па имаше и еден мал рецитал и не застанува. И ова што кога се поздравивме, значеше се гледаме повторно. Значи, свесни сме дека ние можеме да речеме ние завршивме нашата работа, морално се покажавме пред човештвото, излеговме и со некаква пресуда, со финална една позиција за тоа што го чувме и да речеме добро, сега ќе си одиме дома. Не, ние сме свесни дека ова што сега ни го продаваат како примирје е всушност еден неверојатен, одвратен, ќе употребам тежок збор, колонијален план за тотално одземање на Газа и на цела Палестина од палестинците. Ова е подготовка за финалното решение на она што Израел сака да го направи. И ние сме сите свесни за тоа. Заминавме не многу среќни од Истанбул, свесни дека на терен се уште гинат деца, цивили и хуманитарната помош не може да стаса и сето тоа. Меѓутоа, морам да кажам дека да, лично чувствувам и некој вид на тежок збор е да кажам сатисфакција, бидејќи станува збор за геноцид. Меѓутоа, драго ми е дека имав можност како личност, како поединец, значи таму мене никој не ме прашуваше од која земја си. Ние бевме од различни земји. Бевме избрани 6 мина како членови на поротата на совеста. Ние, секој од нас се чувствуваше дури помалку и непријатно и си викавме, а зошто баш ние сме совеста на човештвото? Дали ние смееме да си ја земеме таа огромна и тежина и одговорност и нели да не паметат како такви? Ние се сложивме дека е веројатно случајност, затоа што сме била активни, затоа што се познаваме и со Ричард Фолк и со групата на луѓе околу него, кои одлучија да не одберат нас затоа што ние формално правно не му пристапивме на трибуналот на Газа до моментот кога станавме поротници. Тоа знаете како во судот кога ги избираат случајни луѓе по еден принцип на селекција и така натаму, кои не се дел ни на обвинителство, ни на судство, ни на бранители, ни на овие, ни на оние, туку се тотално третата страна, која е објективна и која одлучува врз основа на она што го слуша, што го гледа. Нашата, значи, задача воопшто не беше лесна. Морам да кажам, уште од првиот момент кога таму разбравме што се очекува од нас, ние бевме загрижени како ќе го поднесеме и издржиме тоа, бидејќи во целиот тек на тие постапки, на таа процедура и на таа програма, ние седевме на главната маса и да, имаше слика, да.
Така. И ние бевме тие кои ги слушавме сведочењата. Некои беа со физичко присуство, луѓе кои тука зборуваа пред нас, а ние како поротници имавме можност да ги потпрашуваме, да бараме дообјаснување, подкрепа на нешто што е кажано, појаснување ако нешто не сме го разбрале и значи бевме слободни да поставуваме прашања. И дел од луѓето кои не можеа физички да бидат присутни беа вклучувани преку Zoom, меѓутоа повторно со можност за комуникација и за прашања. На почетокот почна во оној, знаете, протоколарен стил на отворање, потоа многу познати личности од светската сцена, врвни интелектуалци, од Анџела Девис до Роџер Вотерс и Арундати Рој и така натаму, знаете, некои имиња што навистина значат многу во светот, се обратија на трибуналот со повеќе со морална поддршка и порака што очекуваат од нас. Меѓутоа, како течеше времето, така ние одевме од сесија во сесија на конкретни теми. За да забрзам оваа приказна, ќе ви кажам дека најтешкиот дел и всушност оној момент кога во секој од нас почна нешто да одвнатре како да се распукува, беа темите околу злосторствата. Значи, ние знаеме што е геноцид. Постои конвенција за геноцид. Ние сме прочитале, отидовме таму сепак и подготвени, и учени луѓе, и дел од нас работеле на тие теми. Значи, знаете што е геноцид, следите вести на телеграм канали, на YouTube, на разни алтернативни медиуми, бидејќи оние што се мејнстрим медиуми, за нив не постои ништо, или постои нешто во траење од 2 секунди на крајот на вестите. Значи, тотално не сакаат да ја замараат јавноста. Отидовме подготвени и свесни дека сега ќе дојде оној болниот дел. Кога разбирате, зборувате со луѓе кои преживеале. Имаше еден дел од тие сведоци, од тие сведоштва, кои беа снимени од специјална екипа во Палестина или таму каде што ги нашле, значи луѓето најчесто во Газа, кои сведочеа, например, како е да си новинар, затоа што, знаете, новинарите се една од најпосакуваните цели на израелските сили, штом видат некој со ознака прес, добива снайпер. 200 убиени новинари. Така. Повеќе него во Првата, Втората светска војна, војната во Виетнам вкупно, во Газа повеќе. Да, во Газа повеќе. Точно. Причудно, кај нас немаше ни реакција, или не знам, може би грешам, ниту од ЗНМ, ниту некој медиумски синт, ништо, како... Извинете, ве прекинав. Сосема сте во право и тоа го зборувавме дека бројот на убиени новинари, од кои, знаете, во една земја вие имате новинарска фела. Вие знаете како се станува новинар. Одите по некакви училишта, курсеви, новинарски школи, па одите по ние скалила, од помлад известувач, репортер до уредник и така натаму. Во Газа го немаат тој луксус, затоа што еден по еден кој стави ознака прес, исто едно момче младо кој зборуваше на таа тема, кажа во моментот кога го ставив тоа, затоа што мојот другар веќе падна, требаше некој друг да го земе микрофонот и камерата, ја знаев дека си го ставам ознаката таргет. Песилката на врат. Имено, дека тој станува потенцијална цел. И знаете како звучи кога го слушате тоа, го гледате тој човек и на крајот доле на завршетокот на снимката стои 2 дена по завршувањето на овој интервју, овој човек беше убиен.
Значи, ние буквално бевме изложени на нивните последни зборови. И сега тука, еве случајно ги спомнав новинарите, по некој, да речам, не логичен редослед, меѓутоа, зборувавме од она што е официјално од Обединетите нации прогласено за состојба на глад, што е официјален документ на Обединетите нации и неговите експерти. Изгладнувањето, систематското изгладнување, вепонизација, нели, од weapon, оружје, па се ние тоа си го усвоивме во нашиот речник, кога од хуманитарна помош правиш оружје. Потоа, значи, цела инфраструктурата уништена, водата за пиење, значи се. Значи, сите аспекти на геноцидот низ различни призми. Ова што сега го кажавте, водата, забраната за ловење риби, ги апсат или ги убиваат покрај морето, додека луѓето, и знаете како беше приказната добро, како нема, кајчињата им ги имаат уништено, нормално, како излагуваат на море за да уловат риба, да донесат дома да каснат нешто. Празни пластични шишиња, оние за вода, ги врзуваат и прават сплав. Буквално како да слушате приказна за Робинзон Крусо или не знам зашто, како човечкиот дух, не подклекнувајќи пред гладот и чекајќи дома дечиња го чекаат, тие излегуваат за да уловат некоја риба, затоа биваат или убиени, или уапсени и подложени на тортура. Екоцидот го спомнавте. Во Газа, ние се уште не го знаеме бројот на живи на луѓе кои се убиени, затоа што едни се оние бројки кои се заведени. Не знаеме колку стотици илјади се потурнатините, затоа што допрва тоа треба да се ископа. Велат дека за тоа ќе треба десетини години со не знам каква механизација. На 70 милиарди долари за реконструкција. Реконструкцијата башка, значи сега зборувам само да ги изведат посмртните останки од цели фамилии кои биле затрупани. И сега доаѓаме до една бројка на милион дрвја, овие маслинови. Затоа што главниот производ кој Палестина го извезува и од кој живе, Газа особено, се маслинките, потоа агрумите и овошите и така натаму. Значи, израелските не само воени сили, за кои нели можете да зборувате, чинат војни злосторства, додека се во униформа, туку тоа го прават и овие што се, како ги викаме, сетлери, односно луѓе кои се населуваат, кои сакаат да им го... Така е. Значи, со булдожери откорнуваат дрвја кои се стари по стотини години. Стотици години. Значи, не постоел ни Израел, ни ништо, постоело тоа дрво. Сакам да кажам, прашањето на она што нас ни беше секогаш во позадина, постои ли намера? Или е случајно воен конфликт, па сега се случуваат и пожари, и уништување? Не, значи постои намера да вие ја загадите земјата, ја загадите водата, да го откорнете сето она што може да роди плод и да овие луѓе дури и да сакаат, немаат од што да преживеат. Значи им ги сечете корените во секој поглед. Зборувавме доста... Да. Да. Значи, вие таму кога отидовте, професор, ке очекувавте дека нема ништо да ви изненади. Значи, Телеграм спомнавте, Твитер. Предпоставувавте дека тие се снимките, тие се видеата, нема да дојде нешто пострашно. Меѓутоа, сведоштвата кои ги слушнавте таму е нешто што
може уште не сме го ни виделе и покрај се што мислиме дека знаеме, има некои работи кои се уште и не ги знаеме. Претпоставувам што можеби дури кога ќе се на крајот, ако дојде до некакво примирие и се дозволи на ОН, на новинари, значи зашто знаеме дека до денес нема светски новинари, да речеме други новинари на кои им е допуштено да влезат во Газа, дури тогаш може уште повеќе да се изненадиме, зашто ова е веќе време на војна, на геноцид, каде тие ги доставуваат информациите. А што после ќе се открие, тоа може да биде уште пострашно. Мене ме изненади, имаше од кај нас, нема да ги спомнам сега со име, некои новинари кои отидоа во Израел. Отидоа во Тел Авив. Да, отидоа во Тел Авив и како да ни ја представат нам сликата, значи на екскурзија или не знам како, и сега требаше да ни ја представат нам сликата и еден од нив рече: видете, знаете како Газа е сложена ситуација, таму е малку и таму има страдање и ваму има страдања, тоа е војна, како малтене да е ова. Просто не можев да верувам како ние си дозволивме во Македонија, професорке, на толку, значи велиме сепак има и кај нас квалитетни новинари, има интелектуалци, верувам и вие сама рековте, не сум само јас, има и други. Меѓутоа, од Газа во јавноста само мене тоа нешто што ми остава, како овие отидоа новинари, како не известува дека и таму има жртви. Да, јас разбирам дека Хамас тоа што го направил никој не го оправдува на 7 октомври. Меѓутоа, тука има други прашања кои допрва треба да се отвора, значи како дошло до таа работа и сите тие работи. Меѓутоа, колективна казна на цел палестински народ за тоа што го направил Хамас, ова не потсеќа како во колективното казнување во 20-тиот век. Значи, ние читаме во читанки, ги учиме децата, види таму во 20 век било тоа, меѓутоа денес моите деца или некој го гледа тоа на телевизија, ја треба да му речам: види ова не е баш така, па види не е ова. Значи, буквално не би смело, кај нас мене ми е жал што, например, палестинците, кои на некој начин мислам дека, и тоа може и прашање, дали би можело да се повлече некоја паралела меѓу, ако ние зборуваме македонската национална борба за самостојност за држава, а сега во исто време нас ние седно кога на друг народ се истиснува, се потиснува, зборуваме тука како на македонскиот народ се вршеле истребувања, протерувања, а сега иде новинар и вели: види и така е. Значи, тоа е како да живеел тој во време, не знам, на Османлиско и да речел: види и така, и османлиите се во право, и Гоце Делчев, и таму, како да ги релативизира. Меѓутоа, тој има јасна слика дека не, македонците имаат право на своја држава. Значи, јасно а овде, на толку јасна слика, тој ги релативизира работите, што мислам дека овде не постои никаква можност да поставите слика на две завојувани страни. Вие овде имате народ, цивили, деца, затоа што прво, уште пред нападите кои следуваа по 7 октомври, Газа беше популација од некаде околу, колку Македонија, да речеме, малку повеќе, 2 милиона и 300.000 или колку жители, од кои 70 и кусур посто се млади, се деца. На тоа додајте ги жените, додајте ги старците. И колку вам ви останува за да зборувате за некој Хамас кој бил закана, дури и данската премиерка во една своја жолта минута, веројатно, да не речам така, кажа дека ако ние сега не помогнеме на Израел да се справи со Хамас, Хамас ќе ни дојде во Копенхаген. Замислете, мислам, вие го зборувате небулози, само за да оправдате нешто што никој жив не смее да го оправда. Овде веќе нема збор ни за војна. Прво и основно, Израел, според членот 51 од Повелбата на Обединети нации за самоодбрана, има право на самоодбрана од трета држава.
Меѓутоа нема право на самоодбрана на окупирана територија. Ние забораваме на резолуциите на Обединетите нации кои зборуваат дека палестинците се на дел окупирана територија, на која им е даден дури извесен статус на автономија, на самоорганизација и имаат свој статус на посматрачи во Обединетите нации. Иако се билатерално признати од повеќе од 2/3 држави во светот. За жал, меѓу нив Македонија не е. Македонија е брука на светската мапа, кога гледате како гласа, што прави и што не прави. Македонија не испрати хуманитарна помош, освен поединечни групи, поединци преку Црвен крст, активисти и слично. Државата не го стори тоа. Да се вратиме на момент на она што вистински се случува. И затоа сакав да и на почетокот го кажам оној мал предисториски дел, иако не сакам како овие наши новинари, така наречени, кои за да ја запрат приказната, велат премногу е сложено. Too complicated. Ајде да не одиме назад. Американците ќе одлучат џабе, ние што пак? Не. Овде имаме една јасна ситуација во која овој народ е систематски екстерминиран уште пред 7 октомври. И при тоа, сега, овој мој став може да предизвика бура кај јавноста, нека предизвика. Меѓутоа, така е според меѓународното право, дека народ кој е под окупација, кој е под тортура, кој може во секој момент да биде уапсен без обвинение, да биде однесен во оние зандани за тортура, каде што се врши и сексуално насилство врз малолетници. Во Кнесетот се зборуваше кога произлегоа снимки и докази дека постои тоа, нивната шокираност не беше за тоа дека се врши таков вид на злосторство и тортура, туку кој е тој што тоа го издал. Ајде да го најдеме оној кртот што ја кажал вистината, а ова што се врши сексуално насилство, тоа е нормална работа и треба да се врши. Дури и тоа го рекла. Значи, имаме една континуирана ситуација во која, сега ќе го цитирам еден за мене од присутните, се разбира, имаше толку многу, знаете, кога слушате 150 сведоци, 150 во 4 дена. Јас веќе навечер не знаев како се викам, веќе не знаев како ќе легнам во постела и ќе ги затворам очите после се што сум го доживеала тој ден. Не само ја, сите ние, преполна сала беше тоа. Мојот личен, ќе речам, херој, оној што успеав да го запознаам во живо и да му ја стегнам раката и да му заблагодарам за се што прави, е норвешкиот доктор Мац Гилберт. Тој беше на лице место, тој е оној што повремено го гледаме на YouTube. Оди, спасува, зборува за ампутации без анестезија. Се извинувам, и тука е тој апсурд што не само што страдат палестинци, некои западни хуманитарци, доктори, тие ги третираат на ист начин. Значи, американец, ако е, тој го третираат како да е некој безвреден палестинец. И тука едно и европејците ги третираат што доаѓаат таму како животни. Мене и тоа па видете, ако Франческа Албанезе ја третираат како терорист, што да зборуваме за другите. Меѓутоа, кај американците има една друга работа. Почнаа да пуштаат платеници, контрактори, оние кои им делеа божем храна, па ги убиваа. И оноа детенце од 8 годинки кој таман ја доби храната беше убиено, што го видовме на камера. И човекот контрактор кој работеше во таа фирма излезе како човек од совест, го кажа тоа во камера. Плачеше додека го кажуваше тоа. Во овој случај го имавме
овој доктор кој зборуваше во какви услови оперирал, во каков ужас, немам зборови, значи јас тоа не можам, ја има снимката. Може, ја препорачувам секој кој може би ќе најде малку сила во себе ама стварно да се смири, да го слушне. А на крајот човекот почна да обвинува, знаете, во духот на Емил Зола, Жакузе, ве обвинувам. Тој ја обвини целата медицинска фела во светот која си молчи. Додека во Газа сите болници, амбуланти се. Веле во пограничниот тој појас, знаете, на допир на палестинците и силите на Израел. Првата работа што ја прават, им ги одзимаат антибиотиците и анестетиците. Значи, зашто зборуваме тука? Човекот го кажа тоа на еден толку силен, моќен, автентичен начин на некој што бил таму, што се обидувал да спасува животи, што тоа беше еден од моментите во кој признавам дека јас се скршив, ја на јавна сцена почнав да плачам, односно се обидував да си ги сокријам солзите за да не изгледа патетично, меѓутоа очигледно тешко беше да се сокрие пред толку луѓе. И втората работа која ме скрши буквално беше сведоштвото на едно младо момче кој на почеток, додека технички се пушти видеото, му го слушавме само гласот, потоа се појави лик на едно преубаво момче со едни светли очи, со еден лик кој зрачи од некоја добрина, би рекла. И знаете што не кажа? Темата беше домоцид. Убивање на домот како место на интимен простор, на семеен простор, дом кој чува спомени, кој чува места во кои луѓето стари, помлади живееле и така натаму. Ме разбирате поентата. Значи целата семејна историја е врзана. Не е тоа само имам покрив над глава па ќе преживеам. Туку е дом. Нив домовите им ги убиваат. И тој млад човек ја почна својата приказна на поинаков начин. Ние мислевме ќе почне, знаете, имав дом, па го урна, па вака беше, онака беше. Тој рече, јас не сакам да зборувам за мојот уништен збор. Јас сега ќе ви зборувам за оној дом што се уште си го чувам, до спомените. Па го опиша дворчето, па дрвцето под чија сенка се собирал со другарите, па како кога ќе се собирале мајка му носела кафе да ги почести, ме подсети на мајка ми. Ја имам едно дрвце, една смоква во мојот двор, што видела такви моменти. Зборуваше со толку љубов кон својот дом изграден во Газа, во концентрационен логор. Она што ние со години го викаме, тоа е најголемиот концентрационен логор во отворено небо. И тој успеал, не тој, неговото семејство, изградиле домови дури на таква почва. Сите се тие раселени лица од другите делови на Палестина, каде што овие доселениците ги потиснувале, знаете, насила. И сепак успеале да создадат домови. Направиле домови за да им ги уништат. Во неговото сведочење, во неговото зборување, јас не почувствував ни трошка гнев, ни трошка омраза, ни клетва, ништо. Тој зборуваше со чиста љубов кон едно парче место кое му било дом, а кое веќе го нема. И тоа беше моментот во кој признавам дека јас веќе да постоеше можност, јас ќе станев и ќе го напуштев местото, меѓутоа нормално тоа не беше ред да се направи. Меѓутоа конференцијето на настанот, кога дојде времето да поставуваме прашања до сведоците,
Самата ми го даде микрофонот и ме праша, бевте очигледно крајно вознемирена, имате ли што да кажете? И знаете што кажат потоа моите колеги од поротата го цитираа тоа и рекоа дека сум ја кажала вистинската работа. Јас реков, се извинив, дека чашата ми се преполни, дека јас повеќе не можев да го поднесам притисокот емоционален и дека до тој момент ја бев убедена дека знам што се случува во Газа. Затоа што јас не го вртам погледот од снимките, од ужасите, од дечиња во кеси, од се што е најгрозоморно врзано за Газа. Меѓутоа, во овој момент, кога го слушаш од жив човек, од директно сведочење, тоа добива друга димензија. И тука веќе ја нема бариерата, ова е снимка, ова, знаете, сега ќе го покажат, утре ќе го... Не, тоа е веќе моментот во кој ти сваќаш дека ништо не знаеш за нивната љубов, за она што го изгубила, за она што им е одземено. И што е прашање дали ќе можат да си го вратат. Не знам како да ви кажам, предолга е оваа приказна, меѓутоа навистина и беше многу предизвикувачка. Мене навистина ми е драго што го споделивте ова со нас и верувам дека ќе го гледаат многумина и дека ќе се отворат и други прашања. Би сакал само да прашам според вас, спомнавте и на почеток за примирието и за настаните кои според вас ќе се одвиваат во наредниот период. Веќе дводржавно решение мислам дека е мртво слово на хартија. После се во ова, Турција и Истанбул, каде што бевте, значи Истанбул, Турција има обиди да има некоја улога помирувачка на Блискиот Исток, не само со Газа, тоа го гледаме и во години наназад, во многу региони. Дали мислите дека овај договор што беше во Шарлем Шейк во Египет, последниот, дека таа гаранција, Турција тука е некаква гаранција, дали мислите дека доколку се продолжи со геноцидот, дека сега гледаме да има некое прекршување на прекин на примирието, меѓутоа дали мислите дека Турција, таму има некаков договор, се зборуваше дека Турција во иднина би интервенирала нешто повеќе, би направила нешто зашто буквално таму не знам начин, освен нормално Соединетите Американски држави да му наредат на Израел. Нели Нетањаху имаше изјава една, се правдаше пред некое време, ние водиме самостална политика, нас Америка ништо не ни кажува, нас никој ништо. Меѓутоа факт е дека гладоморот кој го спомнавте пред малку, дека и сите тие генерално отворени злосторства Израел почна да ги прави после ревиерата на Трамп, кога Трамп обзнани дека ќе има ревиера и дека палестинците ќе се селат. Факт е дека од тогаш Израел зеде најголем замав, меѓутоа веројатно Израел не успеа во своите намери и палестинскиот народ е народ кој покажа на целиот свет, посебно и нас македонците кои малце сме научени да кукаме и да плачиме за се што, мислам дека треба малце да се огледаме и на палестинците и да колку е можно повеќе вака дојдат тие сведоци со кои вие разговаравте, доколку е можно во иднина да дојдат и во Скопје. Јас знам имаше еден новинар, мислам дека беше од Ал Џезира, дека беше дојде нешто на Балкански универзитет, мислам дека е многу важно вакви сведоштва да имаме и во Скопје. И сега прашањето ми беше дали Турција, како гледате на низината некоја, нели вие предавате и мировни студии, значи колку може Турција или други земји, или како може ова сега воопшто, има ли решение, зашто ние може на крај да речеме нема ова решение, видете ги изјавите на Мајк Хакаби, амбасадорот на Соединетите Американски држави во Израел, кој има изјави од типот дека ова војна ќе трае до доаѓање на Месијата, дека ова е spiritual war, дека ова е духовна војна меѓу небо, земја, ангели, демони. И кога гледате како еден дипломат од ваков ранг, како користи вакви изјави, вие просто се викате ова нема да има крај. Меѓутоа сега со последниот договор
и улогата на Турција, може нешто да зборуваме за некакво решение или... Видете, во контекст на она што ние го продуциравме како пресуда под наводници, намерно го избегнавме зборот verdict, пресуда, туку повеќе moral statement или final statement, значи сакавме да го резимираме сето она што го чувме и која е нашата позиција, дека има геноцид, дека тој геноцид има разни ликови и начини на кои се одвива и така натаму и препорачувам исто така, значи многу лесно да се прогугла, да се отвори и на Facebook има страница Газа Трибунал. Значи постои и веб страница, и Facebook страница и така натаму. Значи сето ова за што зборувам, дури во живо може да се види и мислам дека е важна не само нашата, да речам, морална осуда на ова што се случува, туку и завршниот говор на професорот Ричард Фолк, кој кажа дека ние кога завршуваме овој дел од нашата работа во едно од најтемните времиња во Газа. Најтемни, затоа што нема, примирието не дава ни трошка надеж. Ова е типичен колонијален, хиперимперијален проект на една врхушка во која е многу лесно, дали ќе го споменам ја Джеред Кушнер или Трамп или Нетањаху и така натаму, тоа се малку луѓе. Она што е најстрашно, знаете што е најстрашно? Тоа го кажа Франческа Албанезе во еден од незините предходни, ми се чини предпоследниот незин официјален извештај. Таа презентираше вчера својот тој последен извештај и тоа од Јужна Африка. Се јави затоа што не може да оди во Обединетите нации во Њу Јорк, американците и одземаа и визата, запленија се што има и така натаму. Што е поентата? Поентата е дека тоа звучи ужасно што ќе го кажам, меѓутоа тоа е вистината. Геноцидот има своја политичка економија. Геноцидот носи пари. Во геноцидот не се инволвирани само држави, како лесно е да речете Израел со неговите одбрамбени сили, вакви или онакви, Америка која финансиски ги помага, Трамп тоа го каже во Кнесетот. Тоа се негови зборови. Еве пред неколку дена зборуваше како ние ви помагаме со најсовремени оружја, ова и она. Контрактори, значи имате наемници, имате платеници од Западот. Имате Европска Унија која е соучесник во геноцидот. Кога Урсула фон дер Лајен ја викаме Урсула фон дер геноцид, тоа има тежина, тоа не е навреда. Значи имате еден куп на држави. И сега одам уште понатаму. Оваа политичка економија оди дотаму да и држави во кои може би ние вака малку поидеалистите, наивните кои веруваме дека светов не може веќе вака и дека мора да се смени и да сврти нова страница кон некој мултиполарен, мултилатерален, по-фер свет и така натаму. Ви имате држави од големите држави кои не се ни обидуваат со Израел да преговараат во оваа смисла во која вие ја спомнувате и Турција и другите. Зошто? Затоа што си имаат национални интереси и бизнис интереси. Имаат бизнис интереси. Вие имате земја отпадник, Израел е отпадник од меѓународното право. Таа според сите норми што постојат во повелбата и надвор од неа, треба во овој момент да биде исфрлена наклоци од Обединетите нации. Знаете, нас како не зафркаваа за име, за презиме, за сме била безбедносна закана, па примет фиром, па мислам да не се враќам се на нашава приказна. Меѓутоа и тоа го поминавме. Овде имаме држава која во овој момент води
6 или 7 вооружени конфликти надвор од меѓународно право, гаѓајќи пола влада кај хутите, па Иран, па Либан, па значи што уште треба да се случи за Израел да биде блокиран. Нашите предлози во нашето финално обраќање, Израел надвор од Обединети нации, Израел под целосни санкции, економски, дипломатски, кратење на дипломатски односи, прекин на економски односи, прекин на трговија. Сето тоа е во контекст на Конвенцијата за геноцидот. Затоа што таа конвенција вели, кога има геноцид, сите останати држави имаат обврска, не право, обврска, да ги прекинат односите со таа држава, да ја изолираат, да ја економски фактички одсечат и принудат да седне и да се однесува онака како што се однесуваат горе-доле повеќето држави во светот. Сега, како да ви дадам позитивен или некој надежен одговор, не знам. Јас знам дека ние заклучивме, и тоа го зборуваат палестинците, одржливост, непоместување од својата земја. Значи, неприфаќање на она, ајде малку ќе ве раселиме во Египет, па малку во Турција, па малце во Јордан, па може би ќе измислат некоја планета, па ќе ги пратат некаде. Не, тоа е нивна почва, тоа е нивен дом, тоа е нивна земја. И тие платија толку ужасна цена до сега, што е просто неверојатно како ќе најдат тие луѓе мир ако ние речеме, окей, било што било, нема правда, нема судења за геноцид на Нетањаху и компанија, нема ништо, ајде да заборавиме, а овие луѓе ќе ги населиме некаде на друго место. Турција е во голема мерка земја со симпатии, во неа има и луѓе кои се бегалци, сретнав некој од нив, тие има проблем административен, не можат да си го решат статусот, ги пишуваат како лица без држава, stateless persons. За државава е призната, не е во Обединети нации, ама е призната, ама се лица без држава. Па не им ги продолжуваат дозволите за престој, па има роднини во Германија, не може да отиде кај нив и така натаму. Тие се луѓе во безизлез и во една ситуација во која мнозина од нив се решени да останат, ако треба со голи ногти да гребат по оној прав и оние урнатини и сепак да се обидат да направат некој дом таму. Сега, ова што го спомнавте, две држави, two state solutions е nonsense, јас се сложувам, звучи убаво. Кога не би ја знаеле картата на целата карта на Израел и на Палестина, ќе речете, па добро, ајде, нека се поделат, барем нема се те паци кои ќе има по некој свеб. Не е возможно. Не е возможно. За да дојде до тоа, треба западниот брег практично да биде подложен сега на геноцид или на етничко чистење, затоа што не можат физички да се допрат едни со други, да функционираат како држава. Оно што е потребно е таа ционистичка градба да биде деконструирана и покажана она каква што е. Израел не е демократија на Блискиот Исток или Западна Азија, сега што. Нема, тоа е апартхеид држава. Тоа е апартхеид држава. Добро, ама професорке, еве, Соединетите Американски држави. И нешто спомнавте пред малку интереси за кога зборувавте за големите сили, за зошто Соединетите Американски држави, САД, според вас, еве, не знам, може би сте разговарали со студентите, зошто според вас толку силно го поддржуваат? Кој е тој интерес за САД да и покрај сето ова стои дали се тоа вредности, зашто има еден филозоф на Запад се шета по телевизија, Бенрар Анри Леви, мислам дека се вика,
И тој зборува за вредности, дека не знам, западната хемисфера, демократија, либерален свет е нападнат од Русија, Кина, Турција, Иран, и дека овде сад ќе стои до истребување, дека ова војна Западот го поддржува Израел заради вредности. Дека нема никаков друг интерес, дека и покрај тоа што да, Израел има жолти картони се, меѓутоа тие доаѓаат и само ќе речат кај би сакале вие да живеете повеќе, не знам, во Либан, во Иран или во Тел Авив. Вредносно, што ви е поблиску до Скопје, и на таков начин се манипулира со масите, и кај нас гледам дека многу од например и со некој што сум разговарал, зборувам од вака што се како неутрални или незаинтересирани, многу лесно ќе паднат на тоа дека па да, нас Израел ни е поблизок цивилизацијски и сето тоа, така да овие палестинците, дури имаше и некои коментари тама, колку помалку палестинци, помалку шиптари. Значи до тој степен се го разбираме ние, за жал, не го разбираме, односно тој конфликт, и мислиме дека е само тоа на вредности, дека тој конфликт е религијски, дека заради тие работи, и затоа дека дури и Русија и Кина дека не ги интересира, дека тие не се вклучуваат, дека не можат да направат притисок, него едноставно оставете ги тие муслиманите, таа исламофобија што провејуваше години наназад во светот како борба против тероризмот, дека луѓето веруваат дека ова не е борба ништо друго освен борба против тероризмот, и дека тука се чистат како талибанци, како дека тоа е едно исто. И за жал, мислам дека ова теза за вредности е толку цинично одвратна, што ми е тешко да ја проголтам. Ако е вредност да вие убивате деца и да ги изгладнувате, тогаш алал да ви е на вредностите. Тогаш сте вие реплика на Хитлер, мислам. Или исти како тие или исти како нив. Зборувате дека тие се варвари, а вие сте исти како нив, со исти методи. Сега околу исламофобијата и така натаму, точно е дека после 11 септември, глобална војна против тероризмот, тука воопшто муслиманите како свет беа оцрнети, сите се, дури сега кога има бегалски бранови или наплив на бегалци, ова, она, постои расизам, постои дискриминација по и религиска основа. Јас и со моите студенти, за жал, ја сум бев, сега сум у пензија, малцинството кое зборуваше низ мировна призма, овие другите безбедњаците, прва работа ќе им кажеа дека секој оној што има малку потемен тен на кожата е потенцијален терорист. И дека тој треба веднаш да биде тргнат настрана и третиран на посебен начин, дека е чудно зошто млади мажи, па кај им се жените, па така. Мислам, не сакам, тоа би ни отворила сосем нова тема. Меѓутоа, ако веќе зборуваат за вредности, зашто? Ајде да се подсетиме дека првото, како да речам, предавство на браќата што палестинците го доживеа, дојде од арапскиот свет. Од најбогатите арапски држави кои се тука во нивното соседство. Од Саудиска Арабија до Египет, до Јордан, кој е половина со палестинско население, побогу, тоа се луѓето кои биле бегалци, па нашле татковина, да речам, за солниште и така натаму. Значи, никој не мрднува со прст. Станува збор за едноставно силно еврејско лоби во Америка, што Трамп не го крие. Тој во Кнесетот ја покажа господјата со милионите која му ја финансирала кампањата, која ги движи конци. Значи, ние овде да, дека само тоа име на Палестина, на Израел, тоа се користи Holy Land, света земја. И дека за жал света земја, нели Акса, третиот храм, дека тука сакат да ги сведат и дека некој таа рамнодушно што зборувавме за новинарите, за интелектуалците, што постои еден вид самоцензура, зборувам кај нас. Во Европа, фала Богу, не е баш така, имаме малку погласни
интелектуалци, зборувам за кај нас, дека тие како да го разбираат според мене овој проблем нешто како македонско-албанските, да речам, некои прашања, да мислат дека е тоа исто израелско и дека ние сме како, ме разбирате, и за жал мислам дека и тоа е Видете, проблем, што некои постои така го гледаат и викаат, па како и да заврши, видете, сепак тоа е тоа, и не се баш и тие многу како за жалење, тие ова, да, све тоа геноцид, меѓутоа имало војни, секогаш имало жртви, немојте вие премногу нас. Не, тоа е чист И се расизам. обидува, да, Тоа е значи чист расизам во кој дури ќе ви кажат, и ова не е само сега со геноцидот во Газа, туку и претходно, која почна од 2001 година, 11 септември, па ајде и ова нашево тука да не го замешувам. Постоеше чудовишна приказна дека па арапите не ги жалат своите деца кои ќе им загинат. Знаете, ќе родат други, или мајката арапка или палестинка не плаче и не жали како јас, Да. или некој, што е чудовишно и да го помислите. Ние не смееме да ги прифаќаме тие такви парадигми и приказни и да си ги имплементираме дома. Да, ние имаме сериозни проблеми со македонско-албанските односи благодарение на политичарите, благодарение на надворешното влијание, благодарение на образованието кое ни ги дели децата, потоа нашата немоќ да зборуваме што се случи 2001, можеше ли да се избегне, зошто лидери, херои се ликови кои пукаа и така натаму. Значи, тоа е сосема друга работа, меѓутоа, дури во најтешките денови во 2001 година, ние немавме ништо блиску до Газа. Имаше еден академик покоен кој спомна заедно со тогашниот премиер можна поделба на државата, ви текнува размена на територија и население. За цела среќа тоа бргу го стопира, го запреа. Во Македонија постои и традиција на соживот. Ние не можеме да зборуваме само за лошите работи. Значи, нашите дедовци, прадедовци зборувале и турски, зборувале и албански, и се разбирале на повеќе јазици. Мојот дедо бил печалбар во Александрија. И сега кога ќе почнеме да си ги гледаме корените наназад, ние овде сме живееле заедно. Никој не дошол да. Сега, ако зборувам и понекогаш признавам дека јас знам можеби како метафора, не во буквална смисла, да употребам збор дека ние македонците сме како палестинци, ама не мислам ја дека ми се албанците е проблем. Ми се проблем западњаците кои сакаат да ми кажат дека не постојам како народ, дека мојот јазик што го зборувам не е мој јазик, дека историјата сум ја украла и така натаму. Значи, културно бришење. И тоа е еден вид на убивање на една идеја, на една нација која можеби млада, која можеби нема илјадници, нели, традиции, години и така натаму. Меѓутоа, ние имаме право да постоиме, имаме право на самоопределување. Нашата теза и во ставот за Палестина беше правото на самоопределување, правото да останат на својата почва и никој со сила да не сме. И уште една работа што ја заклучивме и што мислам дека е многу важна, во делот на геноцидот, онака како што се обидуваат да ги убијат од новороденчиња, од неродени дечиња, од најразлични начини на гасење на животот, тие се обидуваат и првенците, интелектуалци, политички лидери, религиски лидери или воопшто луѓе кои би можеле да направат заедница. Имаме
познати веќе случаи на атентати, во кој за да го убијат, не знам, првиот човек на Хамас, или дури мировниот преговарач, мировните преговарачи ги таргетираа со нели, средства на вршење на атентат и при тоа заедно со него и целата фамилија. Па што не го убиеш само него? Значи, тоа го викаме политицид. Таму и црквите се таргет, и христијаните се таргет. Тоа е проблем што кај нас него за жал само се надуврзува за вредности кога зборував, сакав да кажам само дека за жал тоа би требало да го знаат кај нас, да речем македонците кои се христијани, дека таму црква која била стара 1400 години е срушена од страна на Израел. Ерусалимската патриаршија цврсто стои со палестинците, и христијани и муслимани. Значи, ако зборуваме за вредности, значи треба да видим исто така што вика црквата таму. Значи, тоа е најсвето место за христијаните, Ерусалим. Тие свештеници таму се во најсветото место и тие застануваат со палестинците. Значи, треба некој и нив да ги послуша. Него кај нас ни тие не се пренесуваат, ни тие изјави на тие црковни, речам, великодостојници кои стојат со палестинскиот народ. Значи, во тие некои вредности ни веќе престана ни Ерусалимската патриаршија да нема вредност, ниту збор, ниту... Видете, поимот вредност во време на геноцид почнува од вредноста на човечкиот живот. Се потоа како билка расте. Ако вие немате луѓе, немате заедница, нема да имате ни црква, ни џамија, ни мало, ни универзитетите им ги уништија, професорите им ги уништија, студентите им ги уништија. Докторите, новинарите. Значи, тоа е такво систематско, ја не знам од каде толкова омраза кон палестинскиот народ. Тој е најстрадалничкиот народ. Јас, како жена на наскоро 66 години, тоа им го кажувам на помладите. Па знаете ли дека јас пораснав со Палестина? Ама во мое време Тито се гушкаше со Арафат. Ние како деца на училиште учевме за Палестина, знаевме за Палестина. Ние собиравме доброволни прилози, пишувавме некакви си писма до другарчиња, символички гестови нормално. Меѓутоа не учеа на солидарност со оние кои се страдалници. Сега нас не учат да бидеме на страна на оние што вршат геноцид. И нашиот министер за надворешни работи ќе ви каже, па ние имаме многу важни национални интереси со Тел Авив и затоа треба да ги сочуваме. А ова со Палестина, уво не го боли. И кога, ако веќе ги зборуваме, испомнаме, немаше да ја спомнам таа наша внатрешна етничка, да речам, шареноликост и подолби, мене дури ме зачудува зошто толку малку албанци покажуваат солидарност, еве, нека биде и по верска основа. Премалку, не велам дека ги нема, меѓутоа за мене, за моето сваќање, ако ве вратам назад на минатата година, кога имавме и председателска кампања, тие си тераа ифтари. Бујар Османи канеше на богати софри за време на геноцид. Јас бев единствена што носеше кефија околу себе. Единствена која на тој начин сакаше да каже, ало, овде има нешто за што утре ние во Обединети нации ќе треба да се изјасниме. Да. За џабе. Нашата председателка не слушнала за Палестина, зборот П го нема изговорено, година и пол е неа по некакви мировни самити со луѓе кои се одговорни и соучесници во геноцидот во Газа. Срамот е за Македонија, срамот. Јас се изненадив кога во една Холандија, не знам дали беше Амстердам или Ротердам, излегува 100.000 луѓе на протест. Значи 100.000 холандјани излегува на протест за, ќе речеме, Холандија исламофобична, ваква. Да, дури 100.000 луѓе во Холандија. Ние тука на протест дали 10 излегува. Значи, така е. Едноставно да,
Ни тие можеби нема да променат, некој ќе рече ништо со тебе, меѓутоа се гледа човечноста, се гледа солидарноста и се гледа утре кој на чија страна бил. Зашто ако ова сега, вие добро спомнавте преги, ако ова сега помине така, и ако на една држава се дозволи да прави вакви геноциди преседани, утре нас Бугарија може да ни влезе со исти некакви оправдувања, со ист некаков жаргон, речник, како што Израел тоа го прави на палестинците, и какво меѓународно право, ние на што ќе се повикуваме ако тоа не, иако да, знаеме колку нас тие некои меѓународни договори, права и сето тоа, тие неправди што се направени кон нас, меѓутоа пак, ако сега ние застанеме против палестинците, јас мислам дека тоа е една последната гранка, која утре некој може да ни замери, да ни рече, вие барате држава, вие барате било што права. Ние немаме никакво морално со палестинците, право. вас ви беше гајле за палестинците, вие сега ќе барате. И затоа мислам дека сите народи тука, сите без разлика. Не, меѓутоа ние сме очигледно доследни кога ја игнорираме Палестина, игнорираме Куба, игнорираме Венецуела, игнорираме Иран, игнорираме се што ќе ни кажат газдите од Америка и губернаторката од Кале. Значи, видете, ова бидејќи бев и дел на некој морален суд, па сега и мојата позиција е повеќе морална отколку политичка или интелектуална или професорска, се зборувам, значи, од човечка позиција. За нас утре ќе биде срам ако вашето дете, ако моето внуче, ако било кој, еден ден ме праша, бабо, тато, мамо, а каде бевме ние во тоа време, на чија страна бевме? Па тука е болката. Тука е болката да ние се преправаме. Дека цело време сме биле на исправна страна. Ние често слушаме дека Македонија била низ историјата на исправната страна. Македонија да била, меѓутоа сега кога има своја држава, нема своја политика, дури го има протерано моралот од политиката и дури ќе ве направат будала. Мене дефинитивно ме прават будала. Таа запнала морал, етика, човеколюбие, правичност, а не гледа дека џубрето не е го собрано. Ама тие истите предизбори се повикуваат на тоа. Значи, нели спомнавте ифтари тие работи. Значи, секој предизбори се повикува на морал, на човечност. Затоа и разговараме. Како проблем е што постои избори се држи која страна. Професорке, мислам, свесен сум дека навистина ова прашање за Палестина и тоа како и за мене и за вас и верувам за сите што ќе го гледаат дека е доста емоционално, зашто како што реков на почетокот, ова не е само разговараме геополитика, тука разговараме за навистина геноцид, значи сите научници, не сите да речам, али голем дел, поголемиот дел од научниците за геноцид, не сите, да, меѓутоа голем дел, како Омер Бартов и уште неколку и други, кои се експерти за геноцид, јасно да изјави дека ова е геноцид и дека се разбира дека не е седно, значи не разговараме ние тука, за жал, кај нас има многу подкасти, разговараат на многу теми и во многу тие подкасти се зборува за човечност, за ова, за тоа, за не знам што, меѓутоа ја нема Палестина и затоа јас се обидов да ве повикам вас имено заради настанот кој се случи. Се надевам барем тронка дека ова можеби ќе развие во иднина повеќе дебата за темата Палестина, за темата ислам, христијанство, меѓурелигиски односи, дека ако ништо друго барем ќе разговараме. Зашто сега нели таа западна цивилизација, западна демократија, слободата на говор меѓу другото ја оправдува и со тоа дека колку повеќе ставови имаме поблиску до вистината. Значи и од тој аспект гледа, например, филозофски исто и во христијанството и во исламот, значи се повикува на разбирање на другиот, на толеранција кон другиот, значи јас само уште ова ќе ми простите на мала дигресија. Јас се изненадив кога во еден подкаст, не ви го спомнал сега кој, знаете за каде зборувам, ве праша како е можно да имате дома Куран. Па зашто Куран дома чувате? Не знам дали се сеќават. Значи,
се работи за подкаст кој е влијателен и ако водителот вам ви поставува такво прашање. Него не е прашањето зошто не сме го прочитале, зошто не сме го разбрале другиот, што има во таа книга, има стихови од кои просто човек ќе се изненади и тој Куран и таа книга е една од работите која ги држи многу палестинците. Ние треба да и тоа да го кога би го разглабиле како посебна тема тоа, и вас ве прашува зашто имате вие дома Куран. Значи, таа затвореност, ја се надевам дека може би со вакви разговори, ако прифатат и други интелектуалци, професори, теолози, со кои би сакал да продолжам на вакви слични теми, дека колку толку ќе покажеме дека и во Македонија не сме затворени, значи дека и во Македонија, како што ја спомнавте, мултикултурна, мултирелигиска од историјата, значи до денес, дека народите живееле, народите општеле едни со други, дека нема потреба нас Европа да ни кажува што е толеранција, што е разговор за другиот, што е разбирање, дека ние сами себе прво ќе докажеме дека го имаме тоа во себе и како вредност, не само на збор, туку и во дела. Па ви оставам вам, доколку имате уште нешто за завршна мисла да. Па, добро, ова нека биде завршна благодарност, која истовремено ја упатуваме како покана до оние кои не слуша, кои покажа може би интерес да не следат веќе скоро час и половина. Нека повелат, значи не е работата да се докажуваме колку сме, кој е во право, кој не е, дури и да сгрешиме. Меѓутоа мораме да зборуваме. Ми се чини најголемата смрт и дефинитивната смрт е тишината. Тишината, молкот, вртењето на погледот од тоа што се случува и преправење дека тоа не постои. Тоа е како нојот главата во песок кога ќе буди. Ние подобро и да не се разбереме во разговорот, ама да разговараме, па потоа на тоа ќе следува реакција, контрареакција, полемика, дебата. Мене ми е жал што и тоа на лекарот норвешки Мац Гилберт, тоа му го реков и тоа со солзи, и му реков онака како што вие се срамите од вашата медицинска заедница, тој зборуваше за својата фела во светски рамки, дека молчи. Јас му реков дека јас се срамам од академската фела. Затоа што на прсти ќе ги изброите луѓето од академска фела. Не е битно дали предава физика, медицина, астронаука, не знам, општествени науки. Секој од нас е како член на академска заедница го има доброто, совеста, знаењето, моралот како водечки принципи. Значи, ние мораме, еве, нека биде ова моја последна, да речам, реченица на надеж, дека ако ништо друго, имаме доблест да зборуваме и на теми кои не се пријатни. Теми кои може да не чинат и емотивно и психички, може да доживееме реакции негативни утре, кои ќе излеземе надвор и така натаму, меѓутоа мораме да зборуваме. Затоа што според мене во Газа одлучуваме дали сме луѓе или не сме. Ја не треба да бидам муслиманка за да сочувствувам со тие луѓе. Апсолутно не ме интересира нивната вероисповед. Мене ме интересира дека таму има мајка како мене, баба како мене, има дечиња како моите и едноставно тоа не прави луѓе, тоа не прави членови на човештвото. Од тука да почнеме, па потоа ќе ги разглебуваме нашите разлики, историски трауми и така натаму. Јас ви благодарам многу за оваа можност. Уште еднаш јас ви благодарам за овај чесен, одмерен и верувам длабоко човечки разговор. Овие теми
бараат храброст, а вие ја имате, професорке. Се надевам дека овој разговор уште еднаш ќе им даде на луѓето не само информации, туку и совест. Па ви благодарам уште еднаш што бевте дел од мојата прва емисија од овој подкаст, па се надевам се гледаме повторно. Ми беше чест и да зборуваме и за поубави теми. Почитувани, ви благодарам што го гледавте ова интервју. Претплатете се на мојот канал, споделете, коментирајте, па се надевам наскоро со уште поинтересни теми. Поздрав и секое добро.